Добар ден, криптоентузијасти, каков ден, Сител се јави, навистина се јави, да се честитаме сите, значи заслужено ни е. Посебно оние кои што се најдолго со нашиот канал, уште од април 2022 година, има тука доста од вас шампиони, многу добро знаеме за што зборуваме, заслужено ни е, сега можеме да се чаламиме. Но како и да е, на страна, денеска сепак имаме доста работа, имаме Altcoin вести според вашето гласање, пак ќе напоменам, значи и баба му на Герет Соловеј ми се јави, и Пеце ми се јави, и Раде, сите ми се јави од Сабајле, шо е воа на вести $100,000, пошто нели, друго е која експерти ви кажуваат на заспи ако можеш, имало уште еден експерт, ќе треба да погледнеме да не евентуално треба пак да ја уклучувам пеглата, како и да е, еве се освести кај нас медиумско дувло, да му текне да па $100,000. Сега, ако се сеќавате, ние кажавме дека главниот ритейл дел го очекуваме кога ќе удриме $100,000, значи ви пустив Сабајле, вечер на вестите, после турските серии ќе гледате нова епизода Биткоин, така. И зашто велам, сега е тој момент каде, знам ја еден другар имаше, се сеќавам он нешто зборуваше за тие работи, сите вас ве чека истото, не се секирајте. Значи сите вас ве чека кај да инвестирам, што да инвестирам, како да инвестирам и да напоменам сите оние кои што постојано ми праќаат пораки, дај види ми го портфолиото, значи не смеам тоа да го правам. Дали сакам или не, тоа е друга работа, не смеам тоа да го правам. Од друга страна, не знам зашто очекувате дека јас значи можам тоа да го направам за 1000 луѓе. Значи како можам, кажете ми, да одговорам на сите ваши пораки, да направам материјал, да имам кариера, да имам фамилија, че треба да бидеме реалистични. Така на крајот денот правам се што можам, но треба да бидете реалистични, не очекувате да одговорам на сите ваши пораки, невозможно е. Активен сум во Patreon заедницата, одговарам на сите оние кои што ни праќаат пораки, но нели, и јас имам, верували или не, душа, така е, имам живот. Но како и да е. Главната работа денеска е $100,000 биткоин. Нешто што беше незамисливо пред еден бул маркет, сега го видовме со сопствени очи, цената е се уште над 100,000, дури и Сител извести дека е над 100,000, другите се уште не, но еве, може да видите и сами, 103,000. Значи тоа е првата работа која што мораме да спомнеме. И сега одека поврзано со тоа, нормално мораме да видиме прво како веднаш ова делува на ETFs и на големите новчаници со биткоин. Тоа е нешто сакам веднаш да ви го покажам, што е доста интересно. Значи тоа е клучна разлика која што ја гледаме овој бул маркет што не сме имале во претходните. Со оглед на фактот дека само што пробивме 100,000, ветување си е ветување, значи утрешниот 6 часовен лайвстрим ќе биде посветен првенствено на лов на врв. Значи официјално првото видео лов на врв ќе биде 6 часа рокање лайвстрим, така да спремни ли сте, во текот на утрешниот ден ќе објавиме во колку часот ќе почне, дали ќе биде 6, 7, 8, зависи како ќе успеам да завршам со секојдневни обврски, но утре планираме 6 часа рокање лайвстрим. Друга битна работа, утре ја добиваме и стапката за невработеност во Мурика, така да имаме многу работа. Значи ќе поминеме преку традиционални индекси, ќе поминеме преку лов на врв, сите оние индекси и индикатори кои што ги следиме во однос со тоа каде се наоѓаме во одреден биткоин циклус. Почнуваме официјално со овие видеа, како што видите после $100,000 и нормално понатаму ќе продолжиме со прашање во заедницата, со тоа што денеска имаме исто така многу битна работа, односно значи нашиот канал го превзема следниот чекор, каде што не само дел од инвестициите кои што ги добивме од различни места, како што е YouTube каналот, како што е Patreon заедницата и така натаму, значи сето ова ќе биде кондензирано во едно портфолио на самиот канал, кое што ќе биде искористено за понатаму да можеме да првенствено со самостоиме јас, мајнерот и третата личност која што е моментално во нашиот тим, а нормално овде ќе имаме и некои други луѓе кои што ни помагаат, кои што ги имаме земено во предвид. Идејата е за 6 до 9 месеци од овој момент овие средства кои што ги собираме во второ портфолио, чие што е буквално само за самиот канал, да бидат искористени со цел каналот и она майнинг фарма и сето оно што го планираме да биде подигнато на уште повисоко ниво. Значи, одговорно работиме со оно што моментално го имаме како средства во наша собственост, да едноставно го подигнеме сето ова на уште повисоко ниво. Ќе ви го покажеме портфолиото, ќе видите што имаме моментално, ова е малку поагресивно портфолио, така да тоа е многу битно. Пред крајот на денешното видео ќе разговараме за истото. Како и да е. Утре 6 часовен лайвстрим, како што ќе кажавме, нема зашто нема да разговараме. Со тоа што во меѓувреме денеска имаме Altcoin вести со огромно мнозинство, како што може да видите преку сите наши
платформи, ќе имаме Altcoin инвести, а потоа нормално следно ќе следува геополитика и крипто, видео кој што го спремаме за сабота, многу битно видео, ќе има многу битни информации, ќе обработуваме 3 фронта во оваа ситуација, значи ќе разговараме за Украина и Русија, кој што е многу влошен, ќе разговараме за Блискиот исток, каде што ќе се обратиме на примирието кое што го има во Либан и пренесувањето на овие воени действија во Сирија со причина зошто се случува токму ова, токму сега, и трета точка која што е поврзана со сето ова, тоа е моментот каде што се обидуваат да направат втора Украина во Грузија. Сето ова ќе биде образложено во сабота. Верувајте ми, не сакате да го пропуштите ова видео. Од сега па натаму очекувајте за оваа недела имаме доста материјал. Значи тоа е сабота, а недела нормално ќе добиете многу интересно видео според вашите гласови. Тоа е Black Swan versus White Swan. Односно со огромно мнозинство можеме да видиме дека моментално, значи, оваа тема ќе биде специјално неделно видео, доста интересна тема, јас мислам ќе биде доста уникатна. Ќе ги споредиме најпозитивното и најнегативното сценарио потенцијално за 2025 година, со тоа што на овој начин ќе имаме идеја што потенцијално да очекуваме од 2025 година генерално. Значи тоа ќе биде доста интересна тема исто така, значи гледате дека работиме напорно, сето оно што останало од овие теми кои што моментално ги имаме овдека ќе биде обработено во текот на наредната недела, знаете и сами сето тоа продолжува на нашиот канал. Со тоа што една битна нова работа која што се уште не сме успеале да објавиме за поголемиот дел од нашето членство е дека конечно го имаме годишното членство. Значи, конечно ни беше дозволено, Patreon заедницата, веднаш го направивме достапно за сите наши членови, каде што сега ќе можете наместо да плаќате месец за месец, да го направите тоа на годишно ниво. Гледам дека многу од вас имаат моментално проблем со плаќањето, не знам зошто, апликацијата им прави некаков проблем. Значи, ние ги собравме тие случаи, потенцијално ќе ви стигне мејл, ќе пробаме да ви помогнеме колку што можеме. Ова е едно од решенијата кој што потенцијално може да ви помогне. Значи, годишно членство каде што 20% дополнително имате попуст на целокупната сума и на тој начин нема да имате проблем до наредна година. Што е Patreon, знаете и сами, станува збор за ова посебна група, посебна апликација каде што буквално ги собираме овие професионални инвеститори, иако некои од нив се почетници, значи зборуваме за луѓе кои што сакаат да научат да инвестираат, сакаат да научат како да го користат тоа максимално. Веќе имаме околу 250 членови кои што активно учествуваат. Значи, која е позитивата на сето ова? Ги добивате сите овие видеа порано. Значи, видеото кое што вие го гледате денеска во 6 беше достапно негде околу 2 часот на нашата Patreon заедница. Patreon заедницата е многу активна, може да видите и сами, значи ако продолжам да скролам на сите овие групи, ќе видите дека многу голема активност имаме од сите членови, каде што сите овие членови споделуваат своји мислења, своји анализи, значи буквално може да видите еден куп различни размислувања и на тој начин, како што уште еднаш ќе кажам, значи погледнете, на ова прашање има 15 одговори, 8 одговори, така. Идејата е да направиме заедница која што ќе соработува еден со друг, тоа беше мојата идеја уште од самиот почеток и сега тоа го правиме, пак ќе кажам, на ваше барање, затоа што на тој начин ќе имаме една професионална заедница која што соработува не само овој bull market, туку и сите останати. Тоа е идејата на оваа апликација. И пак ќе ви кажам, овие 5 евра кои што вие ги плаќате, прво помагаат на нас да се осамостоиме, да организираме настани, да правиме се што ни е потребно во однос на техничкиот дел на самиот канал, а дополнително, верували или не, ве заштитуваат од сите оние шилања, сите оние анонимни фаци кои што доаѓаат да продаваат сомнителни, да речем, проекти и така натаму. Значи идејата е да ве заштитиме колку што можеме повеќе, каде што ќе добиете знаење, а нема да добиете шилинг и нема да добиете луѓе кои што имаат некои поинакви намери од тоа што ние го правиме. Како и да е, дополнително овдека, како што кажав, ги добивате сите наши видеа пред време, значи многу често се случува ова да го добиете и ден порано. Ја имаме еден на еден групата, како што кажав, значи овдека веќе имаме повеќе од 10 членови кои што имаа сесија еден на еден со мене, тоа е достапно од сите наши Patreon членови. Дополнително овдека освен чатовите, директно имате пораки до мене, значи може да ни пратите порака во било кое време директно со мене да разговарате, значи во оваа ситуација практично јас ќе ви одговорам кога ќе имам време, одговарам на сите најчесто на дневно ниво. И уште една битна работа, имаме посебен лайвстрим кој што го организираме само за нашата Patreon заедница. Ваквиот лайвстрим потоа е доставен до целата наша заедница, но идејата е сите овие 250 луѓе да може да разговараат директно со мене на еден лайвстрим кој што го правиме на Microsoft Teams и на тој начин директно разговараме со нашите
членови и директно ни поставуваат прашање. Ќе видите наскоро ќе направиме и ваков лајвстрим, откако ќе го поминеме, нели, лајвстримот од 6 часова тек од утрешниот ден. Многу лесно, значи patreon.com, само запишете CryptoGamingGia, многу лесно може да најдете нашата Patreon заедница или пак во дескрипцијата на било кое видео, значи може да најдете на овој линк. Така да многу лесно може да станете дел од истата. Дојдете и приклучете се на овие луѓе кои што имаат намера да соработуваат едни со други, не само во овој, туку и во следните бул маркети. Пред да продолжиме понатаму, оно што го спомнавме, значи сега се наоѓаме веќе над 100.000, има некои интересни работи кои што сакам да ви ги покажам. Гледам еден феномен кој што е несвојствен за претходните бул маркети, односно гледаме дека институциите и понатаму продолжуваат масивно да акумулираат и тоа највеќе BlackRock, како што можеме да видиме во текот на вчерашниот ден акумулирале $571 милион вреден капитал во биткоин. Дополнително, не е само во биткоин, туку погледнете овде, значи можеме истото да го видиме и во Ethereum. Значи иако луѓето велат дека не е така, погледнете. Во текот на вчерашниот ден 124 милиони BlackRock, 40 милиони Fidelity. Значи станува збор за голема акумулација на биткоин и Ethereum. Сега, спротивно на тоа, можеме да видиме дека имаме обратна ситуација кога станува збор за оние кои што држат биткоин. Значи ова се биткоин адреси кои што имаат помалку од 0,1 биткоин. Погледнете каков пат имаме овдека. Значи луѓето очекуваат корекција. Иако не верувам дека ќе ја добиеме, затоа што за разлика од претходно, во оваа ситуација каде што ние практично, погледнете, значи кога се наоѓала цената, да речем, на највисокиот дел, луѓето продавале и таа е таа корекција која што очигледно луѓето очекуваат. Сега не е само во помалите, гледаме дека истото се очекува и во поголемите, погледнете. Значи истата корекција на 1 биткоин, истата корекција на 10 биткоини, единствено 100 биткоини имаме пораст и тоа голем пораст, како што може да видите и сами, на бројот на новчаници. Дополнително истото може да го видиме и кај 1000 биткоини, каде што имаме стагнација, дури и пад на бројот на новчаници, кои што држат повеќе од 1000 биткоини, и уште пострашно кај оние кои што имаат повеќе од 10.000 биткоини. Што ни кажува тоа? Ни кажува дека моментално имаме превземање на пазарот од институции. И ова е очигледен доказ за тоа. Како големите новчаници, од најголемите до најмалите, продаваат, така гледаме огромно акумулирање од страна на институциите и тоа го гледаме на дневно ниво. Затоа цената и понатаму моментално имаме ситуација во која што не се намалува. Значи, во спротивно, кога имаме и најмалите новчаници кои што имаат 0,1 биткоин, иако ова не се мала количина на пари, истите се намалуваат. Тоа значи дека овде ќе имаме само ритейл сектор кој што купуваат мали количини на биткоин, но очигледно со оглед на фактот дека погледнете колку е голем овој дам кој што се случува овие неколку денови, очигледно станува збор за купување од страна на институциите кои што го гледаме овде. И тоа ова се само спот ETFs кои што се пријавени во Америка. Каде се овдека државите кои што купуваат, каде се овдека други ETFs во Канада, во Хонг Конг, во Австралија и така натаму, каде што имаме дополнително акумулирање, така да тоа е тоа што моментално ние го гледаме. Дури и китовите имаат капитулација и овие биткоини очигледно се предаваат на институциите. Тоа не е добро, но едноставно без институциите можеме да заборавиме на повисока цена. Тоа е реалноста, значи нема тука дали не се допаѓа или не можете да добиете така речено повисоки цени доколку институциите не влезат. А тоа е производ на пазарна економија, нели слободна пазарна економија, каде што вие не можете да им забраните, се разбираме. Тоа е реалноста, така се движат работите, дали ни се допаѓа нас или не е битно. Битно е дека тоа е реалноста и тоа секогаш беше реалноста до сега, така да оние кои што мислеа дека и понатаму ќе останеме да бидеме диџенс, тоа никогаш не беше опција. Јас тоа постојано го зборувам. Технологијата не се менува, но за жал гледаме дека голем дел од истата ќе биде во рацете на институциите, затоа што се свесни за нивната вредност. Нормално, они се свесни, но на Сител конечно кажаа дека и дошол до $100,000. Битно е, значи полека, гледате, кога ќе дојдеме негде пред врвот, значи тогаш се освестуваат и кај на стандардно, за да има каде да се излезе од оваа стратегија. Се разбираме, че како ќе излезат китовите ако нема носител вест дека е на $100,000. Се разбираме, не само носител. Сега сегде ќе има вест, како што кажам. Само почекајте, ќе ви се јави вас бабата на Герет Солови. Ќе видите. Како и да е. Оние три основни чарта кои што секогаш ги проверуваме пред да почнеме со Altcoin Investi, секако и секогаш, значи првата е Cryptometeus. Тоа е скриптите кои што одредени проекти ги депонирале во GitHub, со цел да видиме нели како изгледа моментално најактивните проекти, како и секогаш најактивни. ADA, ICP, Ethereum, Flow, Arbitrum, Audio и така натаму. Тие се топ 5 на годишно ниво. Гледаме дека истите се случаи и во да речем
месечно ниво, кога станува збор за самиот проект, како што е Hedera, ова е малку понова, Hedera не била тука многу често, иако била некаде на последните места. ICP Cardano Ethereum Polkadot стандард и во однос на развој на екосистемот секогаш на прво место Ethereum, Scale, Cosmos, Polygon, Solana за прв пат, верувале или не, никош не сум го видел до сега. И да, некој праша Flow, не успеавме да го направиме, Flow е следен на листата за алткоини кои што треба да ги истражуваме, но едноставно немаше време поради премногу вести кои што ги имавме и моравме да почнеме со регуларна работа на каналот. Така да вообичаените виновници се на исто место. Сега интересна работа. Значи, конечно сме во алткоин сезона. Ефективно, моментално може да видиме дека масивен дел од алткоините прават аутперформанс на биткоин и тоа по неколку пати. Поздравете ми го Бенџамин Коен, оние кои што беа паметни и купуваа кога ние зборувавме дека ова е само почеток на алткоин сезона и дека ова ќе го гледаме допрва, сега веќе се дебело во профит. Оние кои што држеле биткоин, како да ви објаснам другари, ако ви доволно 4-5x, тогаш супер за мене, супер за вас. Ако не, значи сте направиле грешка, следен пат повторно слушајте го Бенџамин Коен. Ја пошто нели имам само 4000 слепеници, неписмен, небричен, небањат од Балканот, или имаш некои луѓе што ме обвинуваа дека Бенџамин Коен бил во право, еве другари, дали е во право или не, одлучете сами. Hedera во последниот месец дена има 570%, нема ни да го спомнам, ова е некоја глупост. XLM 500, SUI 400, XRP 400, OM 300, значи овие буквално за еден месец успеа да го постигнат тоа што биткоин го постигнал во целиот овој бул маркет. Па сега вие понатаму повторно слушајте ги овие популарни ликови кои што ви кажуваат дека само биткоин се купува, оставам на вас. Значи тоа е лекцијата која што треба да научите од денешното видео. Друга битна работа, погледнете, кога се наоѓаме во алткоин сезона. Во претходните циклуси, погледнете се. Ова е циклусот, само да го најдам точно да може да видите и сами. Значи ова е така речено, ова е Dead Cat Bounce. Се разбираме, она е вториот дел кој што го имавме практично од август почетокот па до септември. Значи ние сме имале така речено месец и половина задржување во алткоин сезона, но ова е вториот, тоа е Dead Cat Bounce кој што го зборуваме на крајот од бул маркетот. Така, кога станува збор за првиот дел, кога прв пат достигнавме до близко до 69.000, погледнете. Значи, алткоин сезоната почнала на 22 март, завршила ефективно на 30 јуни. Значи, тоа се 3 до 4 месеци алткоин сезона. Сеќавате што ви кажав, од 6 до 8 месеци од денес натаму очекуваме дека ќе биде крај на бул маркетот, додека од 3, погледнете и сами, значи од некаде опрлика од 3 до 6 месеци очекуваме алткоин сезоната да биде активна. Ако се вратиме назад, ако погледнеме што се случувало во врвот во 2017 година, можеме да го видиме истото. Значи алткоин сезоната почнала на почетокот на 2018 година, януари, завршила ефективно во март 2018 година, 18, еве, да речем, половината на март, 16 март. Значи 3 месеци била буквално оваа фаза во која што алткоините биле во највисок период, а гледаме дека претходно исто така имало и во текот на оној момент каде што имавме експлозија. Како и да е, она што сакам да ви кажеме дека најчесто кога доаѓаме во овој дел, посебно во најдобриот дел на бул маркетот, како што може видите во претходните два случаи, очекуваме тоа да биде негде околу 3 до 6 месеци. Не можеме да знаеме со сигурност, зависи од тоа како ќе биде пазарот и престанете да прашувате кога ќе излегуваме, значи не излегуваме, престанете да прашувате кои на кои цени ќе ги продавате, никој не може да го знае тоа, ако некој ви кажува ве лаже, можеби една личност ќе биде точно поради среќа, ништо повеќе, значи не можеме да знаеме со сигурност, затоа ќе следуваат видеата за лов на врв. Значи, немој да мислите дека јас ви кријам информации, се што знам ви објавувам на видеата и не можам еден по еден да одговарам, мислам дека треба да бидете свесни, има и јадници луѓе кои што ни праќаат пораки, невозможно е. И уште еднаш ќе напоменам, бидете трпеливи, секи биде објаснето, не сме касно во циклусот, не сме ни рано, но има време. И еве го тоа што гледаме, веќе почнуваме да бидеме во препродадена зона, каде што средниот индекс на RSI е 64 поени, значи дека ефективно сме препродадени. Така да во оваа ситуација, значи на неделно ниво станува збор за целиот алткоин, да речем алткоин сфера експлодира. Така да пак ќе кажам, поздравете ми го Бенџамин Коен и Герет Соловеј и кажете им дека гемиџијата беше во право, дали им се топаѓа или не, тоа е нивни проблем. Значи очигледно резултатите зборуваат повеќе од тоа што стручњаците зборуваат. Така, значи уживајте во пак ќе речам во оваа ситуација во вашите да речем профити и не слушате секогаш се што ви се кажува, мора да донесете сами одлуки, слушате повеќе канали и сумирајте анализа која што вас ви одговара. И официјално можеме да почнеме со алткоин вести.
првата интересна вест која што ја ставив како прва ударна вест е моментот дека конечно на Coinbase може да се користи Apple Pay за купување криптовалути. Ако знаете колку е голем Apple Pay, мислам дека ви е многу јасно зашто е ова еден масивен чекор кон глобална адаптација, затоа што барем во Мурика нема будала која што нема Apple. Искрено јас ниту некогаш сум купил, ниту пак ќе купам такво нешто, значи тоа е затворена кутија, тоа е друг муавет. Значи никогаш не би користел нивни продукт, но како и да е многу популарен, знаете дека голем дел од во светот има Apple генерално, така да Apple Pay е многу користена апликација за плаќање и во оваа ситуација ова е gateway to mass crypto adoption. Така да ова е многу добра вест и не доаѓа случајно сега. Се сеќавате што ви кажав, кога ќе дојдеме во bull market, ќе почнат вакви огромни партнерства, огромни апдејти, огромни значи нели вести да се појавуваат и еве го моментално буквално тоа. Следна битна работа која што мора да спомнеме е конечно имаме многу битни најави во SEC, значи ако барате копук за работа, значи Гери Гангстер моментално аплицира, ако ви треба некој корумпиран чиновник, значи ја верувам овој би се вклопил кај нас во администрација многу добро, потенцијално можеме CV да им пратиме на ДПШН и СДСШ, имаат потреба од вакви ликови, евентуално ако имате потреба некој да ви ја растори фирмата, тука е Гери Гангстер моментално бара работа. 20 јунари официјално веќе никогаш нема да видиме таа грда фаца и следниот човек кој што доаѓа на негово место е Пол Аткинс. Пол Аткинс повторно не го знам лично, не можам да кажам дека сум видел негови прокрипто ставови и така натаму. Значи овдека според обвестувањето на Трамп, идејата е дека дечкото е многу значи развојна економија, развој на компании, не го интересира администрација, го интересира повеќе успех на компании и според тоа, значи како што овдека објаснува, истиот е многу про крипто, потекнува од компанија која што има многу крипто клиенти, тоа е едно од најбитните работи кои што треба да ги спомнеме. Сега знаете што е овдека проблемот? Значи он е, вели, CEO на некоја консултантска фирма наречена Patomac Global Partners. Знаете каде е проблемот? Ако се сеќавате на почетокот кога го слушавме ова за Гери Гангстер, дека он предавал крипто, дека он бил многу про крипто, дека он само за крипто зборувал на неговиот универзитет, докаде стигнавме? Така. Сега, затоа не сакам да избрзувам со заклучоци, се надеваме дека ова е така, со оглед на фактот дека Трамп верувам дека го избрал со цел да ги исполни неговите ветувања околу крипто. Сето па затоа имам поголемо верување во тоа дека ќе се случи. Во спротивно, пак ќе напоменам, значи додека не видиме, не можеме да очекуваме, но според се што гледаме моментално, дечкото е про крипто. Само пак ќе напоменам, истата приказна беше и за Гери Гангстер, испадна сосема обратно од тоа што го очекувавме, иако бил професор, иако зборувал за крипто, се додека не видиме, не можеме да бидеме 100% сигурни. Но како и да е, со оглед на фактот дека овој председател за разлика од гериатриот Џо го бира човеков за крипто адаптација, верувам дека има многу поголема шанса тоа и да се случи. Forbes, верувале или не, вели огромен потенцијал. Вика Ripple моментално се спрема за спот ETF. Forbes. Значи не е ова сега CoinGecko, не е ова некое трето парачко, ме разбираш, вестниче, зборуваме за Forbes. Од каде сега на Forbes му текна дека ова ќе се случи на 2 декември. Значи има нешто што можеби потенцијално ние не го знаеме. Сега, дел од овие вести за шпекулација, но има доста битни вести кои што треба да ги споделиме со вас. Првата е дека Wisdom 3 се приклучи на основните 3 апликанти за Bitcoin, за XRP Spot ETF и има шпекулации дека BlackRock и Fidelity ќе се приклучат на оваа трка и тоа се очекува да биде во моментот кога конечно ќе се заврши спорот на XRP против SEC. Тоа е негде потенцијално на почетокот на следната година, затоа што кога ќе се отиде Гери Гангстер, ефективно новиот SEC канцелар за кој што ние многу пати зборувавме, доколку е про крипто може да ги затвори сите овие случаи. Не зборам само за XRP, овдека има многу други случаи. Овдека има случаи против Binance, има случаи против Coinbase, има случаи против Kraken, Uniswap, MetaMask и така натаму. Листата е долга. Идејата е дека ова може многу лесно да се заврши, а ваквото завршување ќе даде значи чиста правна слика за XRP кој што веќе има пресуда во сопствена корист, да можат и овие джинови да се приклучат на апликацијата, каде што веќе имаме неколку 4 компании имаат аплицирано, значи Bitwise, 21 Shares, Canary Funds и моментално Wisdom 3. 4 апликации за XRP Spot ETF, прашање на време. Нема тука веќе дали, туку кога.
И тоа е уште една позитивна работа, причина поради која што не продавам XRP, сум ви го кажал тоа, за вас не знам. Значи треба секој да одлучи, јас и понатаму гледам голем потенцијал во овој bull market и нема да брзам затоа што рамката за овој bull market е доста голема, че овие 3 до 6 месеци пред нас ни даваат време да можеме и да сгрешиме и да има време да се поправи таа грешка во случај некој од овие кои ни да го промашиме, да речем на потенцијалниот блиску до самиот врв. Но како и да е, сето тоа поред ќе бидете известени кога ќе правиме ликвидација на нашето портфолио и немој да очекувате дека тоа ќе биде во скоро време, месеци се во прашање, пред да почнеме да продаваме. Тоа е моje мислење. Јас не ви кажувам дали вие треба да продавате, ако некој од вас е дебело во профит, продавајте, реалоцирајте, тоа останува на вас. Но јас лично се уште очекувам цената на XRP да продолжи да расте. Значи, моментално е уште еден таков артикл каде што вели дека и JP Morgan, не само BlackRock и Fidelity, потенцијално би аплицирал за XRP Spot ETF. Може би дел од ова се шпекулации, но дел од нив и не се. Така да јас ќе ги споделам со вас, останува да видиме што од ова е вистина наскоро. Значи, кога има многу прашина, значи дека конјов на вистина е добар и нешто од таа прашина ќе биде и самата вистина, така. Значи, American Express официјално во партнерство со XRP за меѓу гранични плаќања, не е ова за џабе. Сеќавате што ви кажав? Значи, ова ви го кажав години наназад. Моментот кога ќе заврши репресијата на цената на XRP, ние ќе имаме масивно враќање на XRP на пазарот, за разлика од другите проекти кои што не би го издржале ова како Голгота, овие 3 години судења и чуда, нели, каде што имате целосна опресија и сте избркани од пазарот во Америка. За разлика од тоа гледаме дека XRP успеа да го издржи ова и еве ги големите клиенти се враќаат на голема врата, со тоа што XRP беше, еве денеска паднал, официјално не е, беше на трето место, значи само колку се овдека 500 милиони лабао, едно попладне, беше на трето место, таму и ќе си остане со оглед на фактот дека ги изгази сите останати коини и моментално е на одлично место. Повторно не е ова за џабе, овој капитал не влегува за џабе, се разбираме. Со тоа што, како што кажеме, после American Express имаме и други вести, се тоа е во последните неколку недели. Значи моментално има на некој начин ова доаѓа од член на Светскиот економски форум, тоа е ова лице, кое што според негови информации знае дека потенцијално се спрема, значи овој Шон, овде ќе имаме цело име, а тоа е Шон, само да видиме каде беше, да, Шон Орогл, кој што моментално има детални информации според тоа што он го зборува, дека се спрема партнерство помеѓу XRP, HBAR, односно Ripple, Hedera и Goldman Sachs. Goldman Sachs е еден од најголемите банки во светот, еден од најголемите финансиски ентитети во светот. Пак ќе кажем и се од ова да е, да речем, нели, дел од ова да не е вистина, него менува фактот дека каде има прашина, значи нешто се случува. JP Morgan официјално почнува да прифаќа XRP за плаќање на кредити и за плаќање на во оваа ситуација се оние плаќање за дом. Значи како и да беа, моргич ги нарекуваат овдека, стварно не сеќавам Македонија. Идејата е значи да може да плаќате за се што имате земено како кредит од JP Morgan. Повторно, не верувам дека ова случајност, не баш сега, кога се тоа случува во истиот момент. И дополнително имаше шпекулации дека RLUSD ќе биде лансиран на 4 декември. Официјално Ripple ги поби овие информации, ова е најнова информација денес, каде што вели дека нема се уште да го лансира својот стейблкоин, затоа што се уште чека да му биде одобрена лиценца од, значи ова е Нью Йорк, само да видам точно како беше целото име, сега нели да не е Department of Financial Services. Значи New York Department of Financial Services моментално ја разгледува апликацијата за RLUSD и кога исто да ќе биде одобрена, ќе биде лансиран во територијата на Америка. Значи се очекува негде наскоро, но се уште не е лансиран. Следна интересна вест доаѓа од Axelar. Запамтете го овој проект, значи кога ќе дојдеме да разговараме за портфолиото на каналот, значи ова е еден од главните коини кои што ги имаме, ќе објаснам и на кратко зошто. Моментално Axelar го додаде и Ripple на својот екосистем на блокчейни кои што ги поврзува со интероперабилност. Погледнете, значи станува збор за најголемите блокчейни во криптосферата, значи буквално најголемите, Binance, Ethereum, Injective Protocol, значи Avalanche, сите, значи буквално сите, Cosmos, сите големи екосистеми се моментално помеѓу себе потенцијално поврзани преку Axelar, значи имаат изградено практично соработка со овој проект. Axelar е многу мал проект, затоа ми се допаѓа многу. Прв моментално шампион во категоријата на интероперабилност, која што е нова,
досега не сме имале и затоа Axelar е додаден и во моето портфолио и во портфолиото на каналот, за кој што ќе разговараме малку подоцна. Axelar само што развива и свој Mobius Stack или поточно кажано Mobius Development Stack. Ќе кажеме што е ова, значи гледаме дека нивниот development е многу брз. Можеме да видиме дека во текот на 2024 година, значи успеале многу голем дел од оваа технологија да ја развијат. Гледаме дека голем дел од блокчейните моментално ја користат за интероперабилност, со тоа што погледнете, нови интеграции кои што сега ги прават оваа есен и зима, се Hedera, Flow, Solana Stack, Stellar, Sui, XRP, Bitcoin, значи имаме целосна интеграција на сите блокчейни помеѓу себе со еден проект. Значи ова е клучно како што Link е моментално за интеграција на целиот крипто свет со надворешниот свет. Овдека гледаме уште еден шампион кој што помага во меѓусебна интеграција. Со тоа што погледнете колку добар е овој Mobius Development Stack, идејата е дека не морате да имате мост, туку вели преку овој тип на Mobius Development Stack технологија, вие може да развиете апликација и токени кои што ќе бидат присутни на сите овие блокчейни во исто време без да треба да правите трансфер на капитал. Се уште не ми е јасно точно како ќе биде ова направено, но до тој степен е развиена оваа технологија. Тоа е одлично, станува збор за 60 различни блокчейн екосистеми, со тоа што вели, значи ова клучно се прави со интеграција на Axelar со EigenLayer и Babylon. Тоа се EigenLayer, знаете и сами, тоа е оној restake Ethereum layer каде што може буквално стейк оние коини кои што се ги ставиле по стейк, зборам за Ethereum, да ги користите како ST-ETH за било што друго. Значи ги добивате како копија од овие токени кои што се уште може да ги користите во екосистемот додека истите се ставени под стейк. Слично и со тоа е на Bitcoin. Сега ова дополнително ќе го пак ќе кажем, ќе го прокопаме малку повеќе, затоа што станува збор за уникатна технологија, значи треба дополнително да го истражиме за да можеме да го објаснам, но идејата е дека ова е game changer. Значи, како што кажавме, interoperability е една од работите кои што се потребни на екосистемите на крипто, сега веќе се доволно развиени, потребно им е да се поврзат едни со други. Значи, колку и да ви е добар компјутерот, џабе ви е добар компјутерот ако не може да го поврзете со останатите компјутери, тоа е една од главните цели за кои што го поседувате. Така, истата ситуација е и со блокчейните и ако ова го успее Axelar, ќе биде многу добар и профитабилен проект во нашето портфолио. Тоа е во однос на Axelar, значи како XRP така и Solana. Има свој пети. Има 4, ова е пети апликант кој што моментално аплицира за Solana Spot ETF, значи Grayscale, 21 Shares, Canary Capital, Vanek, Bitwise. Веќе аплицирале за Solana Spot ETF. Јас ви реков, во моментот кога Ethereum доби свој Spot ETF, значи буквално вратите се отворија. Само прашање на време кога големите проекти ќе добијат свој Spot ETF. И тоа ќе биде буквално печатот на потврда од големите институции дека овие проекти се овде за да останат. Тоа е моје мислење и се водам по истото и верувам дека така и ќе продолжи. Тоа не го менува фактот дека и понатаму, значи ова знаете и сами, на Dune скенер, ова е посебен тип на апликација која што ни покажува, значи, параметри за самите блокчейни. Значи, зошто јас велам? Се е тоа супер, одлично, многу институционална поддршка, но и понатаму 42%, па некојаш дури повеќе од 42, овде ќе имаме 50% скоро од трансакциите се неуспешни на дневно ниво. Значи, ако вие сте човек кој што само 50% од тоа што му е дадено да го работи го сработите, ќе бидете опуштен од работа. Или ќе ви викаат Гери Гангстер, се разбираме. Значи, оприлика, значи, како да ви кажем, ефикасноста на Solana е нешто слично на ова. Се дали ви се допаѓа вас или не, тоа е реалност. Значи, ова е непобитен фактор. Значи, ако вие имате кола која што денеска работи, утре не работи, вас таа кола нема да ви биде потребна. Значи, пак ќе кажем, јас немам ништо против, супер сте направиле профит, мене ми е мило. Тоа не го менува фактот дека било што 50% работи, 50% не работи, е непрактично. И ми зборуваа за некаков си fire dancer, ке сменел, ке направил, дечки, ало. Вчера беше 4 декември и имавме 44% неуспешни трансакции на Solana. Кај е Fire Dancer-ов? Кога? На среден bull market сме. Кога? Значи 50-50 трансакција или ќе помине или не. Браво. Како и да е. Тоа е ваша одлука. Јас ви кажувам зашто и понатаму нема шанси да го поседувам овој коин. Тоа е една од главните причини. Значи коинов е како администрацијата на DUI. Или е на работа или не е. Најчесто не е.
Следна вест која што имаме да споделиме со вас е Fireblocks. Ако се сеќавате, ние Fireblocks многу пати сме спомнали претходно и е многу познат по тоа што ако се сеќавате, значи бившиот SEC chairman во тоа време, значи буквално се не е ни битно кое и што е, нема да навлегуваме, вас не ви менува ништо. Значи буквално последниот ден од својата работа поднесе тужба на XRP и следниот дел почна да работи за Fireblocks, кој што е еден од најголемите инвеститори во Ethereum. И тоа ви кажува колку голем тип на кадри и каков тип на кадри собираат овие големи ентитети. Значи Fireblocks не работи со секојдневни лица, вие не може да направите барем колку што јас знам, не може да направите акаунт на Fireblocks, тоа е само за компании, од кои што можеме да видиме едни од најголемите компании во криптосекторот и банки, BNY Mellon е Bank of New York и Toro, една од најголемите апликации за акции, Revolut, огромна банка, BNB Paribas, огромна банка, големи ентитети во крипто се очигледно. Vanek, Wisdom Tree имаат свој Bitcoin Ethereum Spot ETF, значи ви кажува дека станува збор за големи ентитети, каде што гледаме дека истите на вистина си работат работата, со тоа што сега на нивната апликација за компании ги додаваат и Uniswap и Aave. Тоа ви покажува дека институциите се повеќе се интересирани за DeFi. Не за Binance, туку за Uniswap. Не за Coinbase, туку за Aave. Се разбираме. Значи ова се јас понатаму зборувам дека јас сум многу повеќе про DeFi, затоа што ова се протоколи кои што се независни и кои што на некој начин има многу помал процент успешност за да евентуално пропаднат, за разлика од тоа што го имаме кај централизираните ентитети. Затоа јас ќе се држам до DeFi секторот. Со тоа што Fireblocks моментално најавува дека ликвидноста и услугите на Uniswap и Aave преку неговата платформа ќе бидат достапни на овие големи ентитети кои што се дел од Fireblocks и ќе се користи ликвидноста на овие две платформи. Тоа е огромно. А за оние што постојано прашуваат when Lambo, друштво Hedera и проектот кој што е моментално за Lambo и во исто време, значи моментално буквално продава ламбовци. Значи Hedera моментално буквално еден од најголемите маркети за луксузни автомобили, изграден и интегриран на Hedera блокчейнот, значи со тоа што нема да ви досајаме вака, тоа ќе ви покажеме. Ова е нивната официјална страна cryptoautos.com, каде што може да видите буквално некои од најлуксузните автомобили кои што моментално постојат, кои што може да ги купите. Погледнете, значи или во тон може да ги купите или во биткоин. И ако се сеќавате пред 15 години, мислам нормално поголемиот дел вас не се сеќаваат, јас не сум бил таму, пред 15 години на овој ден цената на биткоин негде околу $0,01, а денеска за 4 биткоини ќе си купите Ферари, ќе си купите уште едно Ферари, еве да погледнеме, значи Rolls-Royce за 3,5 биткоини, Lamborghini за 3,6 биткоини. Така оприлика изгледа моментално. Еве нешто да ви нешто поевтинко таму до кај 2 биткоини, како и да е. Значи кој направил доста пари, погледнете, можете моментално на Hedera да си купите, значи очигледно дечки имаат доста автомобили, може да си купите автомобил, нешто ефтинко, до кај 3-4 биткоини, така. Како и да е. Интересно, погледнете, значи уште еднаш ќе напоменам cryptoautos.com. Следна интересна вест за Hedera е дека ќе биде излистана на Bitget менувачницата, со тоа што овдека за жал само да видам дали е најавено точно кога, тој дел не успеав да го најдам. Добро, значи веќе е од 2 декември, ова очигледно пампот не сме го ни сетиле, со оглед на фактот дека секој ден Hedera е нагоре, но ова е една од позитивните работи. Секој листање на менувачница е позитивно за било кој коин, затоа што го става достапен на што повеќе луѓе. Колку повеќе луѓе купуваат и тргуваат, толку повеќе нормално и неговата цена ќе расте. Во однос на да имаме некои интересни вести, прво како што може да видите моментално, консултациите во цел свет за уставот на Cardano се во тек. Со тоа што ова моментално го има низ целиот свет и има работилници и тоа распределени во однос на неколку недели низ најголемите центри низ целиот свет, со цел да се направи еден официјален устав на Cardano. Дали вас се допаѓа или не, јас сум сигурен дека ова е историја што го гледаме, значи ние официјално гледаме најдецентрализираниот блокчейн, нормално после биткоин, каде што во оваа ситуација ние креираме историја, значи правиме официјални органи, официјални документи на еден блокчейн кој што верувам дека ќе постои доста
дали сум во право или не, затоа и постои диверзификација на портфолиото, значи можеби не сум во право, но јас верувам доста во Cardano, каде што гледаме дека на овој начин значи луѓето комуницираат помеѓу себе и се договараат за овој значи устав кој што наскоро треба да биде реализиран, се уште е во драфт верзија. Со тоа што погледнете интересна работа, ова е многу добро партнерство со Filecoin, каде што Cardano моментално преку одредена апликација која што ја има, тоа е Blockfrost, значи нуди на сите апликации кои што се градат на Cardano да имаат своја Filecoin backup. Односно, на децентрализирана меморија, базирана на блокчейн, Filecoin е еден од проектите кои што го немам во главното портфолио, но го имам во портфолиото на нашиот тим, не се кидете, ќе ви го покажам наскоро, со тоа што многу интересно направено, значи буквално преку оваа апликација или овој да речем API, значи дозволува било која апликација да биде реализирана на Cardano, а направено бекап на Filecoin, што е дупла заштита, каде што и да се случи, ја имате целата апликација во бекап на Filecoin. Со тоа што ова е и партнерство, ова не е само користење на Filecoin, туку ефективно Cardano е во партнерство со Filecoin проектот. Мене ми се допаѓа многу искрено и затоа го додав во значи портфолиото на тимот. И Cardano моментално исто како и Ethereum успева да реализира Zero Knowledge Smart контракти. Односно во оваа ситуација тоа е така речено надградба би рекол, ќе видиме дали е проект или надградба, Halo 2 ZK Snark. Знаете дека овде ќе има различни значи тип на Zero Knowledge Proof, дали е Optimistic, дали е Snark, дали е, значи ги имате многу, со тоа што овдека овој проект или пак ќе кажам надградба, се уште не знам, треба да го проверам тоа. Значи Halo 2 ZK Snark ефективно од страна на IOHK Input Output, значи тоа е официјалната фондација која што го развиваше Cardano проектот, успеале да реализираат трансакции со Zero Knowledge Proof. Тоа е одлично, тоа значи дека е спремен Cardano блокчейнот за оваа технологија, значи буквално во темпо со самиот Ethereum. Така да тоа се одлични вести за Cardano, значи за Alchemy Pay дечки немам зборови, значи дечките рокаат. Јас само уште ќе напоменам, значи не заборавајте дека овој проект има само 200 милиони маркет кап, се уште не може да разберам како, но очекувам многу. Уште ќе напоменам, ако се сеќавате веќе има 8 држави во Америка кои што им дадоа лиценца за трансфер на пари. И сега овде како почнете да вртите назад, ова е само во декември и ноември, значи проекти кои што почнуваат да го користат Alchemy Pay за on off ramp, значи ги има еден куп, дали е тоа ефективен проект, дали е тоа мемекоин, дали е тоа некоја менувачница, држави како што може да видите, значи Alchemy Pay буквално растурија, немам зборови, секоја чест, значи погледнете, сегде се. Австралија, Обединетите арапски емирати, Хонг Конг, Мурика, значи Кореја, Јужна Кореја, значи нема каде не се дечките и затоа ќе напоменам, јас верувам дека и понатаму on off ramp се многу битни и затоа верувам дека Alchemy Pay си има свој момент и затоа само Uniswap и Alchemy Pay ми се проекти од DeFi сектора. Дечките рока, значи на месечно ниво толку апдејти нема дури ни од најголемите проекти, така да секоја чест. За Link, многу добри вести, 21X, ова е посебен тип на, како што успеав да разберам, компанија која што сака да направи платформа за тргување но целосно регулирана од страна на EU, што значи дека ќе биде MiCA compliant. И има стратешко партнерство со Chainlink, каде што оваа EU MiCA compliant платформа 21X ќе биде целосно, значи поврзана со сите надворешни фактори преку Oracle Chainlink и се што ќе биде на самиот 21X ќе биде директно користено преку Chainlink. Значи Chainlink апсолутно владее, нема тука што да се разговара, се што е во однос на надворешно се погледнете и сами. Значи, како да ви објаснам, погледнете, нема каде не е. Сето ова е на Chainlink. Било каков тип на интеграција со надворешниот свет е само преку CCIP протоколот на Chainlink. Тоа е тоа што ви го кажав дека едноставно доаѓаме во ситуација каде што некој што ќе успее да го пробие овој момент на пазарот, каде што неговата технологија е толку револуционерна, едноставно ќе го земе местото на овој момент. Се разбира, сега зборам нова категорија. Значи, Oracle моментално нема подобар од нив. Се разбираме? Значи не заџаве, JP Morgan, Swift, Citibank, значи огромни ентитети го користат. Како да ви објаснам? Нема бегање. Значи Chainlink го зема местото и дефинитивно нема да го испушти очигледно, дечките знаат што работат. Во исто време Mental целосно ги интегрира Chainlink, сите опции, значи целиот овој CCIP систем на сите апликации на Mental,
оптимизам, целосно го интегрира Chainlink, значи едноставно без Chainlink не можете да функционирате во овој момент. Тоа не е толку добро затоа што е single point of failure, значи кога имате само еден Oracle што е безпрекорно добар, но ништо не е одлично, се има мани, така да ова не е толку добро, но реално сега за сега нас ни одговара во однос на економскиот потенцијал кој што го има овој проект. И затоа не се бунам. Но пак ќе кажам, за жал за целиот маркет ова не е толку добро, затоа што ако овој проект пропадне, тогаш имате голема дупка која што треба да биде пополнета. Мада има сигурно проекти кои што ќе го направат тоа, но да не зборуваме за нешто што не се случило. IOTA, уште еден од најдобрите перформери во овој дел и нормално како смеев да заборавам. Значи, сите ќе ве замолам по еден лайк на видеото моментално за Анджело. Значи, Анджело ни е дечкото кој што помага многу со вестите, дечкото кој што дефинитивно не да го забравиме во нашиот тим, поред, постепено, не сакам да се брзаме, се тоа го правиме чекор по чекор, што може видите и сами, но Анджело е интегративен дел од самата криптокемиџија заедница и на вистина помага, немам зборови, Анджело ни е the secret weapon на каналов, кога станува збор посебно за копање на криптовести, секоја чест дечко, значи од мен имаш голема почит и верувам од целата заедница, но пак ќе кажам, значи тоа е тоа, македонец за македонец, продолжуваме заедно, идејата е да напредуваме и да се информираме и едуцираме помеѓу себе. И неговиот омилен проект IOTA во оваа ситуација, значи направи партнерство со интересен бренд кој што се нарекува GenSol, но кој што е директно поддржан од агенции, државни агенции на Јужна Кореја за развивање на гейминг платформа, но и практично платформа на да речем дигитална уметност, затоа што овде ќе има и серии и анимирани серии и филмови и така натаму, така да ова е доста интересен момент. Значи пак ќе кажам, најголемиот дел на адаптација очекувајте го да дојде не преку Ethereum, туку преку оваа масовна адаптација на работи кои што луѓето им се допаѓаат. Тоа се игри, тоа се филмови, тоа се слики, тоа се музика. Тоа е начинот на кој што вие ќе ги донесете секојдневните луѓе на крипто, а нема ни да знаат, се разбираме. Така да еве уште еден интересен пример за тоа. Следна интересна работа, Cake. Значи многу интересно. Сега знаете како ова веќе виделе како дека е успешен модел на Solana, па и Binance, каде што Pancake е најголемата менувачница децентрализирана. Значи во колаборација моментално Pancake ќе направи посебен тип на протокол кој што ќе се нарекува, само да ви кажам точно како ќе биде неговото име, Springboard. Значи ова е името на протоколот, кој што ќе биде слично на сите оние значи токен мейкери, се разбираме, значи идејата е да може да креирате токен за некоја многу мала сума и овој токен како меме коин да го продавате. Значи затоа и секоја будала моментално може да направи NFT, затоа препорачувам да бидете предпазливи многу кога станува збор за NFTs. Со тоа што разликата е во тоа што на сите други блокчейни треба да платите одреден фи за минтање на овие токени, за разлика од тоа на PancakeSwap нема да има потреба од никакво плаќање и овие токени може да ги изминтате бесплатно. Господ нека ни е на помош. Ние сега, кога луѓето плаќаат за минт, има еден куп фишинг, чуда, глупости, продаваат ѓубре. Замислете што ќе се случи кога ова ќе се прави без да се плаќа за минт. Значи може да замислите какви pump and dump шеми ќе има. Има да се нагледате на птици, на мачки, на кучки, на магариња, има да се изнагледате на се. Но бидете внимателни, што еднаш ќе напоменам, ова е многу опасно. Да, носи голем капитал, но е многу опасно. Мантра и Граф прават партнерство, да ме утепате, јас се обидов да го сватам ова, не може да најам друга вест, значи веста е легитимна, навистина ова е објавено и кај едните и кај другите, но проблемот е што јас не можам да разберам како изгледа оваа партнерство, значи овдека не е објаснето доволно, значи кога ќе најдеме повеќе вести ќе информираме за тоа, значи ова вака јас не го разбирам, значи јас сум крајот пак, нели, адвокат и не го разбирам целосно. И кога сме кај неразбирање, уште една интересна работа, значи ова е Nuclei, доста мал проект, кој што моментално се приклучува на ASI алијансата. Значи ова е проектот, навистина има многу мал маркет кап, станува збор за смешен маркет кап, ако го споредиме со реални проекти, зборувам големи проекти, 36 милиони, јас не би го ни спомнал ако не беше ASI, но ако ASI одлучиле да го примат овој проект да стане дел од алијансата, тоа значи дека навистина има нешто во него што вреди. Значи тоа е повторно групирањето на овие проекти со цел да се направуваат со големите магнати. Значи овдека истиот е спомнат како leader in data interoperability and collaborative AI ecosystems. Значи ако се разбира во AI, немаше да ги правам видеа, ќе работев нешто друго за многу повеќе пари.
очигледно не се разбирам доволно, затоа сум овдека да ви го прочитам тоа. Ако некој го разбира подобро, може да го објасни во дескрипција. Јас толку можам да ви кажам, кога станува збор за вештачка интелигенција, на вистина не се разбирам доволно. Една работа што се разбираме потенцијалот кој што вештачката интелигенција го има. Гледаме огромен интерес, гледаме дека сите се стремат кон тоа и знаеме кој е потенцијалот на оваа технологија. Затоа инвестираме во неа. Затоа голем дел од нашето портфолио се наоѓа во Fetch AI или ASI алијансата која што моментално очекуваме доста, но пак нема да навлегувам премногу, ова е уште еден човек, уште еден проект кој што се приклучува и дополнително ќе разговараме за тоа кога ќе имаме повеќе вести. Во однос на портфолиото на канал. Значи ова не е толку голема сума, негде околу да речем 10 до 12% од нашето портфолио. Значи ова не се само од каналот средства, да бидеме јасни, че ова се средства од сето оно што сме собрале до сега, од YouTube, од други приходи кои што ги имаме, значи и како тим одлучивме да направиме групирање на овие средства и да ги изградиме во едно малку поризично портфолио кое што ќе ни биде со цел да имаме коњ во трката, се разбираме. Идејата е капиталот на самиот канал да работи за себе. И на тој начин да го умножиме доволно со кој што ќе можеме понатаму да покриеме плати, да покриеме канцеларии и се што ни е потребно за да го изградиме овој тим малку поголем и малку попрофесионален. Но знаете дека сите почетоци се скромни, така и нашиот не се брзаме нигде. Идејата е да стигнеме постепено, но сигурно до целта. И затоа моментално може да видите дека нашето портфолио најчесто се состои од коини кои што се со мал маркет кап или кои што заостануваат во овој момент. Тоа се нормално FET, ASI, знаете и сами, огромен потенцијал, но проектот моментално заостанува доста за разлика од другите кои што експлодираа. Рендер, корекција која што се уште не е завршена, очигледно другите експлодираа. Рендер дури денес почна да покажува знаци на живот. Bit, како втор поголеми на Oracle, кој што е 10 пати помал по маркет кап од Chainlink, верувам дека има свое место. Значи наскоро ќе добиете и соодветно видео за него, верувам дека е доста добар. Axelar, веќе спомнавме, станува збор за interoperability, шампион кој што го имаме и во нашето портфолио, го додадовме овдека поради малиот маркет кап, како на Axelar, така на Bit. Filecoin со малку поголем маркет кап, но немавме меморија, значи имаме ICP кој што реално е layer 1 и го сметаме за меморија, затоа што неговите канистри се еднакво на меморија, децентрализирана, но Filecoin исклучиво се занимава со ова сфера и затоа го додадовме да имаме застапеност во оваа сфера. Alchemy Pay, знаете сами, енормно мал маркет кап, станува збор за повеќе од 200 милиони, тоа е ништо кога станува збор за крипто, масивен потенцијал и Pol, односно Matic, кој што се уште не почнал да се движи, а очекувам дека наскоро и тоа ќе го видиме. Значи не верувам дека ќе заостане овој кој во овој bull market, само верувам дека Layer 2-ките генерално се уште не почнаа да се движат, затоа и не сте виделе експлозија не само кај Matic, туку ниту кај Optimism, ниту кај Arbitrum, ниту кај Manta и така натаму. Значи дека ќе си имаат свој момент под сонцето кога ќе дојде време. Така да, ова е оприлика процентуалната застапеност на нашето портфолио. Натаму ќе го продолжиме да го надградуваме како потенцијално добиваме средства како од YouTube, така од Patreon и така натаму. И на тој начин ќе изградиме едно портфолио кое што ќе може самостојно да помогне на каналот да биде независен. Дополнително, моето портфолио понатаму ќе биде поделено на крајот од овој bull market, пола портфолиото ќе остане да биде инвестиционо, тоа што го работиме на самиот канал, влез и излез од пазарот, а другата половина ќе биде наменето за градење на майнинг фарма. Така да на некој начин се обидуваме да направиме неколку места од каде што постојано добиваме капитал, кој што понатаму ќе може да биде пренасочен каде ни е потребно во овој ентитет кој што го градиме. Ви реков, не е само каналот, имаме инвестиционо портфолио, спремаме майнинг фарма за нареден bull market и овдека е каналот македонски, потенцијално и англиски во блиска иднина, кога ќе имаме малку повеќе време, но од 6 до 9 месеци од сега, на крајот на овој bull market, веќе планираме да се посветиме целосно на каналот, во следниот bear market да бидеме посветени целосно на едукација, организирање на македонската заедница, за следниот bull market да го фатиме многу порано, каде што веќе имаме заедница, која што ќе биде енормно добро истренирана. Сега не зборувам од мене, генерално помеѓу себе ќе се тренираме, ќе се едуцираме и кога ќе дое следниот bull market во 2027 и 2028 година да бидеме спремни како никогаш досега и да извадиме апсолутен максимум. Значи ова е само почеток што го правиме, јас верувам дека имаме многу голем потенцијал и дека тоа ќе го направиме само потребно ни е малку време. Македонец за македонец. Геймиджиите во 21 век ќе колат финансиски и тоа ќе го направиме заедно. Сега, во однос на вести кои што покажуваат за масовна адаптација во светот, прво сакам да кажам дека сите оние кои што мислат дека дигиталното евро е далеку,
се лажат самите себе си, да ви стане јасно. Значи, официјално на 2 декември имавме апдейт за тоа до каде е моментално проектот Дигитално евро, кој што вие мислите дека е многу далеку. Значи, вели, Европската централна банка моментално, пазите сега, значи, прави рулбук, значи ова е правилник за тоа како ќе биде користено и како ќе биде интегрирано дигиталното евро, после reviews, значи тоа се практично дадени мислења или оценки од корисници, тоа се да речем продажни места и payment provideri, што значи, јас како што ви кажав, значи дигиталното евро веќе дебело е во напредна фаза, пилот фазата е завршена, каде што овие учесници во пилот фазата веќе дале своји заклучоци за тоа што мислат и што треба да биде направено во однос на дигиталното евро. Значи веќе апликации за екстернални провайдери на сега ова се тендери, претпоставувам за payment providers или така нешто, не сум ни толку точно сигурен. Значи погледнете сега, пак ќе напоменам, ние доаѓаме во ситуација во која што ова е напредна фаза, они се пред лансирање. Не пред лансирање на пилот фаза, они се пред лансирање на дигитално евро. Тоа што јас постојано го зборувам. Значи, ние сме таму. Дигиталните валути се веќе овде, присутни се. Ова е блокчейн само централизиран. Погледнете видеото за CBDC на нашиот канал, ќе ви стане јасно, ова е главниот проблем. Еве, ова што гледате овдека е главниот проблем и непријател на нашата слобода и на крипто секторот. Со тоа што кога станува веќе за масовна адаптација, Mbank, која што е банка на Обединетите арапски емирати, која што важи за државна банка, значи моментално воведува дигитален новчаник кој што целосно поддржува криптовалути и на тој начин вие имате практично директно од државата новчаник кој што поддржува криптовалути како за чување, така за плаќање, така да ви покажува дека државите преку нивните финансиски институции веќе се повеќе и повеќе дозволуваат и интегрираат криптовалути. Принтемпс не сум бил никогаш, сум бил во Шмранција, во северна афричка колонија, така наречена Франција, но не сум бил овде искрено. Ова е некој огромен, да речем, шопинг мол, кој што моментално во целиот шопинг мол со повеќе од 20 продавници примаат биткоин и етериум за плаќање. Значи тоа ви кажува, како што јас ви зборував ако се сеќавате на почетокот на овој bear market, дека нема да не имаме потреба од on и off ramps кога се случува масовна адаптација, каде што криптовалутите ќе станат секојдневен начин на плаќање. И тоа моментално го гледаме. Така да, тоа е еден од начините на кои што најголемиот дел од да речем популацијата во светот ќе се интегрира во крипто. Вака, преку плаќање, преку игри, преку филмови, тоа е реалност. Virgin Voyages, иако не е мојата компанија, што јас работев на MSC и на Princess, Virgin е една од најголемите компании кои стана збор за крузинг, моментално дозволува плаќање во биткоин. Гледате, значи почнува ритейл секторот низ целиот свет да прифаќа криптовалути, знаејќи и гледајќи кој е потенцијалот на оваа технологија. Така да нема да должам премногу затоа што ова видео е генерално, само да видиме, доста долго, 1 час, верувам дека уживавте, а како и секогаш за самиот крај, би ви препорачал оникои што нови на нашиот канал да го погледнете ова видео кое што е на врвот на нашиот канал, кое што ќе ви помогне да ги најдете видеата кои што ви се потребни и како да почнете да ја следите нашата бесплатна едукација која што е направена 0 евра по македонец, која што е во огромен обем. Имаме повеќе од 2300 видеа, голем дел од се едукациони и на тој начин ќе можете да ја следите нашата работа постепено после гледање на ова видео, а како и секогаш во секое наше видео во дескрипција може да најдете битни информации, со тоа што прво би ве замолил, доколку не ви е проблем, еден лайк, шер, сабскрајб да направите, затоа што на тој начин помагате оваа материја која што е бесплатна да стигне до што повеќе македонци и да не оставаме некои, како да кажам, овчари и понатаму да ја стрижат на патената македонска нација. Време е нешто бесплатно да добие, така да затоа ја обработивме оваа македонска материја за да може на македонски начин да учат за сето тоа што е крипто, макроекономија и геополитика. Во секој од видеата може да најдете дескрипција за тоа што се зборува и во кој дел од видеото. Потоа гледате и сами, тоа е линкот до Patreon заедницата, каде што ги собираме нашите професионални инвеститори со цел да соработуваат едни со други. Купи ми кафе апликацијата и блокчейн адресите кои што се практично нашата добротворна програма. Значи веќе во 2 наврати по 700 и 800 евра дониравме во една црковна организација во Велес, во прехранбени продукти. Тоа планираме да го направиме повторно кога ќе собереме одредена количина на пари, сето тоа ќе биде донирано во некоја македонска кауза. Значи нас не интересира македонец за македонец, никој друг не е потребен на нашиот канал. Сите останати нормално со исклучок на бугари, шиптари, грци никогаш нема да бидат на мојот канал,
веднаш се банира, веднаш се брише, значи такво нешто не е дозволено. Ово е канал за македонци. Останатите, ако знаат да не почитуваат, се добре дојдени. Ако не, има други канали, ако мислят дека има подобра едукација, слободно. И ова се нашите социјални мрежи, би препорачал да ги следите, затоа што имаме многу дополнителни информации кои што ви објавуваме овде. Нашите резервни канали заедно со Рутуб, каде што целата ова 126 видеа наши плейлиста за едукација, каде што секој од овие видеа има што да ве научи не само во крипто, туку и во макроекономија и геополитика. Ќе ја проследите повторно, каде што во секој во утрешните часови на Рутуб објавуваме по едно од видеата постепено, со цел оние кои се покасно на каналот да можат да се приклучат. Така да ви благодарам. Не заборавајте во текот на утрешниот ден, значи ќе имаме многу битна работа, а тоа е лајвстримот. 6 часовен лајвстрим, верувам дека ќе биде интересен, ве очекувам да бидете дел од истиот, значи 6 часа ќе рокаме и нормално ви благодарам уште еднаш што сте дел од нашата заедница. Се гледаме утрешното видео. Поздрав од Крипто Гимиче.